Министре, ова е предизборен период. Партиите веќе беа тргнале во кампањи и во средби со граѓаните. Сега ова им ги ограничува тие можности. Предпоставам дека се размислува и во таа насока, бидејќи на 23 март треба да почне изборната кампања. Може би е прерано, но дали размислувате што би се случувало во таа ситуација? Мора да кажам дека здравјето на луѓето е на прво место и во контекст на ова што го прашувате, мислам дека е рано да се зборува за предизборната кампања. Впрочем, епидемиолошките податоци кои што се причина да размислуваме за ограничување на и да дадеме препорака за ограничување на јавните собери, се темелат на тоа што веќе имаме една пациентка која што е заболена и неколку луѓе кои што се во домашна изолација, кои што знаеме точно од каде дошле, каде се упатиле, токму таму се планираат тие големи масовни собири и согласно анамнестичките податоци на пациентката, кога за прв пат се јавиле симптомите, колку време претходно била во инкубација, сега сметавме дека треба оваа мерка да важи за следната недела до петок на 6 март. При тоа динамички ќе пратиме ситуацијата, ќе гледаме како оди влезот на луѓе од овие ризични региони, дали има некој сомнителен. Ова е прашање кое што е издигнато на највисоко ниво во владата. Целосно сме во координација практично секојдневна по неколку пати со премиерот и со двете вице-премиерки. Значи, целосно сме координирани во активностите, во планирањето, во слушањето на советите на врвните експерти и епидемиолози, кои што не уверија на вистина дека треба да ги послушаме и да ја направиме, да ја воведеме оваа мерка. Се слушаат гласини за тоа дека дури можеби изборите може да бидат одложени. Сте стигнале толку далеку во анализа на евентуалните последици од сето ова? Не, заради тоа што сега епидемиолошките податоци покажуваат дека треба да бидеме внимателни само во текот на следната недела до 6 март. Тогаш завршува оној критичен период кој што го поврзуваме со пациентката која што се лекува. Но, ќе повторам, секојдневно интензивно ја пратиме ситуацијата.